Добро вечер во топ тема на ваша страна. Македонија тагува 14 животи изгаснаа, повеќето млади луѓе во тешката сообраќајна несреќа што се случи вчера попладне. Но оваа несреќа отвори многу дилеми и прашања и проблеми околу безбедноста на патниот сообраќај во државата. Вечерва во топ тема на ваша страна дебатираме со најповиканите експертите од областа на сообраќајот, Елена Ангеловска Атанасовска од Министерството за транспорт и врски, Зоран Јошевски од Републичкиот совет за безбедност на патиштата и Дејан Трајковски, началник на сообраќајната полиција во СВР. Добро вечер и добре дојдовте во емисијата. Но на самиот почеток се вклучуваме пред болницата, градската болница 8 септември, таму е Јулијана Пешевска-Левкова, која ја следи состојбата со пациентите во оваа болница кои се наоѓаат во тешка состојба. Јуле, кои се последните информации? Според последните информации, влошена е состојбата на дел од пациентите. Еден пациент кој што бил во критична состојба префрлен е во ургентниот центар на клинички центар. Исто така двајца се наоѓаат во животно загрозувачка состојба, додека пак тројца се сместени во делот за интензивна нега и се под обсервација. До мене директорот на градската болница 8 септември Христијан Костов, кој што подетелно ќе ни информира за здравствената состојба на пациентите. Господине Костов, каква е состојбата на 5 пациенти? Така, добро вечер пред се на вашите гледачи. Значи, на во делот на интензивното лекување во моментот се наоѓаат 5 пациенти. Од нив двајца пациенти се на вештачка, значи на респираторни машини. Тие се со неуротрауми, значи повреда на глава, мозок, лицеви коски и се во животна опасност. За разлика од нив, во одделот исто така има примено уште тројца пациенти, од кои што се во главно за обсервација. Значи тоа е едната пациентка која што синоќ во ранете утрински часови беше извршена оперативна интервенција на абдоминалната шуплина, односно извадена е слезинката. Во моментот пред неколку часа таа е извадена од механичка респиратор, односно на сопствено дишење и е под обсервација, се наоѓа во добра општа состојба. Другите двајца пациенти се денес попладнето, значи од оддел качени се во одделот за интензивно лекување заради лесна редукција на крвната слика, значи во рутинските контроли утврдено е дека има некоја редукција на крвната слика и качени се за подетална обсервација во одделот за интензивно лекување. Меѓутоа во моментот тие се во стабилна состојба и во моментот не е потребно било каква интервенција, значи се прават и врз нив рутинските иследување лабораториски на одреден временски период. Тоа се лице на 15 годишна возраст и 40 годишна возраст? Двајца. Да, едното е момче младо, 15 годишно, другото е околу 40 годишен маж, кој што има тапа повреда на стомачната празнина. Во каква состојба се останатите пациенти? 28 се згрижени овде? Така, 28, значи во текот на денешниот ден уште еден пациент е префрлан на клиниката за Тоарилуц, односно клиниката за интензивно лекување и реанимација, заради тој пациентот кој што е политравматизиран и синоќа, значи беа поставени торакални дренови, меѓутоа беше во стабилна состојба. Денес дојде до влошување на проблем со дишењето, беше поставена механичка вентилација и заради, да кажеме, комплексноста на повредата како политравматизиран, значи неопходноста за контрола од торакален хирург, 24 часовна контрола, беше испратен со соодветно амбулантско возило, со соодветна екипа на клиниката за интензивно лекување во Скопје, Мајка Тереза во Скопје. Пред малку овде во посета на повредените беше градоначалникот на Гостивар Таравари, кој што кажа дека тој добил список со 15 починати лица. Имате ли ви информација колкава е официјалната бројка на починати? Јас
Знам за 14, знам во нашата установа 6 починати. 15, не можам да ви потврдам дали е бројката во ред или се шпекулации, тоа најдобро да се Министерство здравство, мислам дека они водат евиденција по другите медицински центри кај што се примени тие пациенти, дали има некоја таква ситуација. Резерви на крв дали има доволно затоа што во текот на денешниот ден се јавија некои информации дека недостасува крв? Да, во моментот нема некоја неопходност од некоја било која крвна група. Нашиот оддел за трансфузиологија ги има сите можни крвни деривати, крвни групи, меѓутоа луѓето следејќи оваа ситуација доброволно се јавуваат за помош, да искористат својата желба да и можност да дадат крв. Ние колку можеме овде како оддел за трансфузиологија, како што ни е нашиот капацитет, им излегуваме во пресред, правиме некои списоци за да може таа крв земена да има, да кажеме, подолго рок на траење, нели, пошто секоја земена крв си има колку трае, да не биде само земање ради да може да се искористи дарувањето на крв. Инаку одделот е во добра комуникација со Институтот за трансфузиологија и мислам дека во моментот нема никакви недостатоци од било каква крвен дериват. Имате ли доволно персонал да се справите со новонастанатава ситуација? Да, во моментот службите дежурните особено ни се дуплирани, се со цел нели да можеме да пружиме 24 часовна нега и грижа на сите овие повредени пациенти. Сега за сега имаме дежурни, хирурзи, анестезиолози, се следи будно состојбата. Јас сакам да ги убедам фамилиите на повредените да знаат дека овде се пружа максимумот за било каква медицински третман на сите овие повредени, било каква промена во нивната здравствена состојба ќе биде брзо дијагностицирана и соодветно истретирана. Благодарам што во текот на денешниот ден ни дававте исцрпни информации за да може и јавноста да биде запознаена со здравствената состојба на повредените пациенти. Благодарам и на вас. Сања повели доколку има прашања? Благодарам, Јуле, и на тебе и на доктор Костов. Ти остануваш таму и ја следиш состојбата, доколку има некои нови информации, те вклучуваме во текот на емисијата. Продолжуваме натаму. Пред околу 1 час изјава за состојбата, веројатно на пациентот кој е во најкритична состојба и префрлен е на Карил на ургентниот центар, даде и шефот на Карил, доктор Илир Хасани. Предлагам да ја слушнеме и оваа изјава. Он е дефинитивно во тешка состојба и сега доаѓам од собата за интензивно лекување, единицата за интензивно лекување е во сериозна општа состојба со сериозно крварење, реинтервенирано, но некогаш не може човек да го постигне тоа што го посакува. Он е во тешка состојба и го следиме будно и ако има потреба повторно ќе се интервенира кај него, се додека не сме сигурни дека сме го направиле тоа. Тој е пациент кој што е со претежна торакална повреда и он се третира на клиниката од специјалистите торакални хирурзи од клиниката за торакална хирургија. Моментално се наоѓа во Карил. Да, тоа беа последните информации за состојбата на тешко повредените пациенти кои се наоѓаат во двете болници. Ова трагична сообраќајна несреќа, автобуска несреќа, отвори и повторно да се запрашаме каква е безбедноста на патиштата во Македонија. За година и половина се случија дури 4 автобуски несреќи, ова е со најмногу жртви. Обвинителството досна попладнево не ја соопшти причината, истрагата се уште трае, автобусот е пренесен на Машинскиот факултет на
вештачење, така да очекуваме допрва да биде откриена. Господине Јошевски, вие имате многу студии околу причините за несреќите. Што може да биде? Слушнавме и од очевидци дека можно е да се блокира воланот на автобусот. Што може да биде причина? Така, благодарам најпрво за поканата. Дозволете ми да изразам длабоко сочувство до семејствата на починатите, да посакам побрзо заздравување на повредените. Навистина денес е ден кога тешко може да се најдат зборови, да се искаже, да се изрази за каква загуба станува збор. Кога зборуваме за причините за сообраќајната незгода, морам да констатирам дека стварно е премногу рано да се зборува и да се посочуваат одредени можни причини за случување на незгодата. Од она што првично го видов, факт е дека станува збор за губење на активна контрола на возачот над автобусот и излетување од коловозот на автопатот. Но, кои се причините за тоа, навистина е премногу рано и мислам дека треба да дозволиме истрагата, да прво, односно да се направи една квалитетна истрага, да се направат вештачења и низ институциите да се откријат причините зошто се случила сообраќајната незгода. Дали се работи за човечки фактор, дали се работи за фактор возило или нешто сосема друго, патна околина и така натаму, навистина е премногу рано да се утврди. Но она што од првичните согледувања јасно е дека станува збор за губење на активната контрола над автобусот. Да, но од што би можела да биде предизвикана... Апсолутно, секој обид да се направи одредено, да се излечи одреден заклучок во однос на гледано етиолошки зошто се случило тоа, е крајно несериозно во оваа фаза. Дали е возилото или човечки фактор? Апсолутно, премногу рано. Да. Господја Ангеловска Атанасова, Министерството за транспорт ги издава лиценците на сите транспортери, па Durmo Tours е компанија која ги има сите лиценци. За каква компанија се работи? Да, благодарам за поканата за да учествуваме во оваа ваша емисија. Единствено жалам што поводот за ова наше учество е на вчерашната голема несреќа која што погоди многу граѓани, лично или посредно. Да, точно Министерството за транспорт и врски во своите надлежности го има регулирањето на пристапот на пазарот. Во конкретниот случај тоа е пазарот на патниот сообраќај, превозот на патници и стока. Конкретно превозникот Durmo Tours има важечка лиценца за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници. Во врска со вршењето на јавниот превоз на патници постојат 4 видови на лиценци. Покрај ова што ја наведов меѓуопштински линиски, има меѓународен линиски превоз на патници, слободен и посебен линиски превоз на патници и меѓународен слободен превоз на патници. Превозникот Durmo Tours ги поседува сите овие лиценци со важност до 2021 година. Конкретно лиценцата за меѓуопштински линиски превоз на патници е со важност до август месец 2021 година. Во однос на возилата и возачите, кои што се исто така еден од критериумите за добивање на лиценца, превозникот поседува 40 возила и има кај нас пријавено 48 возачи. Исто така превозникот поседува повеќе автобуски линии за вршење на меѓународен линиски превоз на патници и за меѓуопштински линиски превоз на патници. Во конкретниот случај за меѓуопштински линиски превоз на патници поседува 2 линии на релација Гостивар-Скопје со повеќе различни паѓања во текот на денот, како од Гостивар, така и од Скопје. Откако Министерството ќе издаде лиценцата, дали се контролира превозникот, дали ги исполнува, колку тоа често се прави? Да. Ево вака сега. Во врска со надлежностите на Министерството за транспорт и врски станува збор за административна надлежност. Значи, ние имаме утврдено критериуми кои што треба да бидат исполнети. Ке нас се доставуваат документи за докажување дека се исполнуваат тие критериуми и ние едноставно издаваме лиценца или одбиваме барање во зависност од случајот. Што се однесува понатаму на вршењето на превозот, се разбира дека Законот за превоз во патниот сообраќај утврдува услови, критериуми и начини на кои што превозот треба да се врши, како и за патници, така и за стока. Да, според закон. И сите превозници кои што се лиценцирани, кои што имаат добиено соодветен вид на дозвола,
мораат да се придржуваат на правилата за вршење на превоз. Надлежна институција која што го контролира вршењето на превозот на терен е Државниот инспекторат за транспорт. И уште едно прашање падна во очи и имаше реакции кога беше соопштено од обвинителството дека автобусот кој се преврте, кој имаше несреќата е произведен 2001 година, се работи за автобус стар 18 години. Има ли тука никакви ограничувања? Најчесто патниците се жалат дека превозот се врши со стари и автобуси кои се увезуваат од земји каде што одамна е забрането да се користат. Во врска со самото возило, постојат неколку два степени на контрола и на проверка на испитување. На испитување на возилото, тоа го прават станиците за технички преглед и техничките служби. Првата е стандардниот една година технички преглед на секое возило кое што се врши во станиците за технички преглед. Вториот вид на испитување на возилото е од страна на техничките служби, кои што се должни да вршат испитување на посебните техничко-експлоатациони услови на возилото. Сега. Тие посебно технички експлоатациони услови се однесуваат на надпис на превозникот на возилото, на која страна ќе биде надписот и како ќе биде поставен надписот на линијата, времењата на поаѓање на линијата, понатаму услови што се однесуваат на широчината на седиштата, растојанието помеѓу седиштата, вграден клима уред и така натаму. Станува збор за прегледи, значи посебни технички спецификации кои што треба возилото да ги исполнуваат сите возила, додека оние возила кои што се постари од 10 години за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници и за вршење на меѓународен линиски превоз на патници, дополнително на секои 2 години се проверуваат се испитуваат нивните технички карактеристики од гледна точка на каросерија, мотор, шасија, системот на кочење, уредите за вентилација, да, се разбира за бидејќи се работи. Кај Дурмотурс рековте дека има 40 автобуси, сите се постари автобуси. Сите возила, евиденцијата која што ја водиме и клучниот момент кој што е потребен за да се лиценцира едно возило, дали ќе може да врши меѓуопштински и меѓународен превоз на патници, е класата на возило. Сите возила на превозникот Дурмотурс, 39 возила поточно на превозникот Дурмотурс имаат класа 3, која е највисоката класа. Едно возило има класа 2, кое што значи дека може да се употребува да врши превоз во меѓуопштинскиот линиски превоз. Сите останати може да вршат превоз и во меѓуопштински и во меѓународен линиски превоз на патници. Значи ги исполнува условите. Да, би сакала уште едно нешто да напоменам, дека возилото што е произведено во 2001 година е со Евро 3 стандард, додека минимумот, законскиот минимум, утврден од законски минимум за добивање на лиценца за меѓуопштински линиски превоз на патници е возило со Евро 2 стандард. Полицијата ги контролира овие возила, најдов некои податоци и на сајтовите на МВР и други, дека при полициските проверки, практично, некако просек, секое трето возило е технички неисправно. По овие стандарди изгледа дека еве ако е оваа компанија ги исполнува, многу компании не ги исполнуваат условите, а сепак превезуваат патници. Што може тука полицијата да... Надлежност на полицијата е да врши контрола и регулирање на сообраќајот и кога говориме за контрола на возила што вршат јавен превоз, јас како началник на сообраќај при секторот за внатрешни работи можам да кажам дека континуирано изготвуваме планови како на годишно ниво, а од тие планови произлегуваат месечните планови и вршиме контрола на автобуси што вршат меѓуградски превоз, јавното сообраќајно предпријатие, приватните линии и се разбира и такси возилата. Сите ги контролирате. Возила што вршат јавен превоз. И каква е состојбата генерално? Бака еве ова кажеме бројките во периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 упатени возила во станица за технички преглед вкупно 141 возила. Значи не збориме за компании, ние како полиција може да кажеме поединечни возила што вршат јавен превоз на патници.
141 возило, од кои неисправни се вкупно 68. Кога збориме неисправни, ќе ги издвоиме и прекршоците. Уред за запирање 28 возила. Половина. Уред за управување 10. Останати неисправности се мисли на уреди и опрема, непродолжена регистрација, опрема, алкохолизиран возач имаме затекнато, што врши јавен превоз. Автобус. Меѓуградски. Немаме точен податок дали е меѓуград. Затоа јас ќе се држам за генерално возила што вршат јавен превоз на патници. Две лица што управуваат возила што вршат јавен превоз не се подложили на редовен здравствен преглед. Имаме 37 возачи со несоодветна категорија. Значи го управуваат возилото Со Б возачка дозвола. Со Б или со С несоодветна. И имаме неколку мерки, во случајов конкретно ќе ви кажам 6 мерки, возила што имаат претовар на патници, односно повеќе патници од пишаните дозволените во сообраќајната дозвола. Да, се пожалија и гледачи кои се јавуваа во меѓувреме дека дури и надвор од државата до Косово патувале стоеле во автобусот. Полицијата при И меѓуградски се. Вие како полиција и при акцијски контроли и при редовни контроли врши контрола како на сите останати возила, така и на овие посочени возила. Може да е едно од тие и ова што го посочивте. Превземаме мерки и издаваме наредба тие што се вишок патници да го напуштат превозното средство. Инспекцијата открива такви случаи каде што се превезуваат повеќе. Да, се разбирам. Се разбира, има и надлежност во однос на тоа, во однос на вршењето на превозот, односно од гледна точка на сообраќајот, помали се ингеренциите на Државниот инспекторат за транспорт, повеќе се фокусирани во однос на начинот на вршењето на превозот и правилото дали се почитуваат за вршење на превозот. Меѓутоа претоварот е во секој случај прекршок и по правилата на вршење на превозот и по правилата на безбедност во сообраќајот. Колку е опасно да се превезуваат повеќе патници? Во овој автобус нема, барем сега за сега, рекоа дека се 50 патници превезувани. Да, апсолутно, значи претоварот влијае во однос на она пасивна безбедност, кога има одредена реакција од страна на возачот. Не мора да биде незгода, да нема можност во патникот да биде заштитен, ме разбирате. Тоа не е толку можеби битно од страната од кога зборуваме за овој тип на сообраќајни незгоди. Јас повеќе би се задржал можеби во онај дел проблемот со професионалните возачи. Проблемот кај нив повеќе од аспект на непочитување можеби на работното време во текот на денот, во текот на седмицата и во текот на 2 седмици, онака како што предвидува законските обврски за нив. Што значи, е според законот, како треба да... Значи во текот на денот тој не сме да вози повеќе од 8 часа, може 2 дена во седмицата да прекорачи 1 час на 9 часа, но во текот на 2 последователни седмици не сме повеќе од 90 часа. Како и да возел 5 дена во седмицата работни, може и 6 да вози, но во 2 седмици не сме повеќе од 90 часа. Значи просечно од понеделник до петок по 8 часа. Ме разбирате? Тука е проблем. Значи често пати собствениците гледат што повеќе да извози еден возач, што повеќе да се ангажира и така натаму. И токму поради тоа, уште во првите зачетоци, можеби на 2007 кога се носеше закон за превоз во патниот сообраќај, се внимаваше на оние европски одредби, она европска регулатива да направиме одредено согласување. За жал, на терен нешто друго ни се случува. Па тоа е она што го зборувам, значи често пати возачите не се придржуваат во делот на одмор и работно време. Имајќи во предвид дека само во европски рамки 1000 возачи го губат животот заради непочитување, заради замор. Ме разбирате? Ние се уште одиме кога се врши одредена контрола на професионален возач, да видиме колку возел брзината ја контролираме. Дајте да видиме ограничувањето за 1, 2, 3, 5 дена наназад какво е во делот на возењето.
се уште е жално професионални возачи, додека возат, нешто разговарат на мобилен, текстират, значи пишуваат пораки. Трагично. Да, во извештајот на Тоа е трагично. На обвинителството допрва ќе се испитува. Факт е дека брзината е причина број 1, посебно за вакви фатални сообраќајни несгоди. Број 1. И тоа и показателите на Министерството за внатрешни работи го зборуваат, тоа е факт. Но ајде да видиме другите причини. Значи тука имаме сериозно прекршување. За вака зборувам ризични сообраќајни несгоди. Повторно би сакал да се навратам. Значи, да не се оди за ваквов тип на сообраќајна несгода. Значи, ова е трагедија. Вие најавивте многу добар збор. Трагедија. Да се оди на барање на индивидуална одговорност. Било тоа да е поединец, возач или правен субјект. Или Министерство за внатрешни работи, или Министерство за транспорт и врски, или било која друга институција. Овде, жално е што морам да го констатирам, се работи за потврлување на системот. Значи, потврлување на цел онај систем кој што ја опфаќа безбедноста во патниот сообраќај. Видете, не мислам само на одредени... Тука одговорноста и на полицијата, и на Министерството. Никогаш нема да се согласам дека е само на еден, на полицијата, на превозникот и не на системски пристап. Видете зошто. Еве ќе тргнем од нашата работа. Илјадници кампањи, не знам колку едукативни мисии, не знам колку трибини, како Републички совет за безбедност, сме допрели до, не знам, до широка популација, препознатливи. Се уште нивото на јавна свест, сообраќајна култура се на ниско ниво. Значи, тоа значи дека не можете да одите чисто само со превентива или чисто со репресивни мерки, па полицијата е виновна. Значи, мора да се оди системски. Ние донесовме законски одредби кои што имаат засилена контрола врз техничката исправност на возилата. Видете што зборуваат податоците од страна на Министерството за внатрешни. Поразителни. Возилата се така. неисправни практично. Ние зборуваме за изградени не знам колку километри патишта. Така, зборувам 28 години, секој кога дошол на власт зборува колку километри патишта се направени. А при тоа видете што ни се случува. Сообраќајна незгода на пат од највисок, најавен пат од највисок сообраќајен ранг, тоа е автопат. Ни се случува сообраќајна незгода со 14 жртви. И дај Боже да биде толку повеќе, да не оди понатаму бројот. А тек да замислиме што би се случило ако ова сообраќајна незгода се случи на некој понизок ранг од пат, регионален, магистрален, излетување во некоја провалија и така натаму. Тоа е поразително. Затоа треба да се превенира. Кога зборуваме, да, градиме патишта, но каде е ревизијата на безбедност уште во фаза на проект? Да видиме што нас ни се случува тука. Да видиме кои ни се предизвиците. И така натаму. Значи, затоа викам, да не одиме кон индивидуализирање на одговорноста за ваква. Ова не е сообраќајна незгода со материјална штета или не знам со една жртва или така натаму. Се работи за сериозна сообраќајна незгода. Каде што треба да се гледат малце. Можеби е сега ова крајно време да не освести дека ние 10-15 години зборуваме за менаџирање на безбедноста, управување со безбедноста во сообраќајниот систем. Поразително е. Денес се уште можеме да констатираме дека систем, ефикасен систем за справување со сообраќајните незгоди, нужно, значи зло на секое современо општество, се уште не изградив. Видете, ни се случија такви сообраќајни незгоди, како што спомнавте, неколку со автобуси, воена, посериозна ваква незгода, загубивме 14 жртви, што значи дека ниту системот на активна безбедност, ниту системот на пасивна безбедност, на сите фактори, возило, возач, патна околина, потврлил. Токму и затоа ја испитуваме и каде би можела да биде одговорноста. Пред да продолжиме, да ја видиме анализата што ја направи и хронологијата на вчерашната несреќа Билјана Николовска. 13 февруари 2019, 16 часот и 15 минути. Патниците за редовната линија на Durmoturs се веќе на автобуската станица во Скопје. Најголем дел се работници и студенти кои секој ден патуваат на релацијата Гостивар-Скопје-Гостивар. Купувајќи го билетот од 250 денари во еден правец, нени претпоставуваат дека тие ќе бидат дел од последното возење на црвениот автобус со регистрацијата 864 БТ. Ова е местото од каде започнало последното патување на 14 теми на загинати патници во тешката сообраќајна несреќа. Автобусот на Durmoturs, полн со патници, во 16 часот и 15 минути тргнал од меѓуградската автобуска станица во Скопје и се упатил кон крајната цел, кон Гостивар.
Само неколку стотина метри подолу е првата попатна станица, Народна банка на Македонија. Автобусот и од таму собира патници и продолжува десно преку мостот Мајка Тереза. Минува покрај Мануз и се упатува на станицата кај Мавровка, каде вообичаено застанува. По ова преку мостот Гоце Делчев се вклучува на Партизанска и следните две станици, се прва Соборна и Ситимол. Од тука преку мостот Обединените нации го поминува кружниот тек кај Ѓорче Петров и излегува на автопатот Скопје-Тетово. Ако се движи низ град со дозволена брзина од 50 км на час, но во услови на густ сообраќај, на првата наплатна рампа според грубите пресметки автобусот бил некаде околу 16 часот и 45 минути. Поминувај само после 3 километри е кобниот момент. Автобусот кој се наближувал до селото Ласкарци го вози последниот свиок. Во еден момент ја крши заштитната ограда, поминува на спротивната лента, прелетува преку стариот пат, се превртува и паѓа на неизграден плац во селото. Од местото каде се срушил, добро се гледа дека на тој дел од автопатот, меѓу двете коловозни правци има дрворед, но токму на ова место не. Што точно се случило засега никој не кажува. Неколку приказни проструја во јавноста, но нити едно не е потврдена. Дел беа дека се дупнала гума, дел дека блокирал воланот, додека дел дека излегло куче на патот. Се чека истрагата да ги даде одговорите на многуте прашања за последното патување од околу 30 километри и 40 минути на автобусот на смртта. Да, тоа е патиката по која се движел автобусот пред да излета од патот и заврши во провалија, каде што има многу жртви. Господи Ангелска Атанасовска, дори го гледавме прилогот, забележавме, тоа не е причина за несреќата, ама еве како непочитување на правилата на транспортерите, забележавте дека автобусот застанал на многу постојки. Каде е тука, да, проблем? Да, јас како што ви кажав, превозникот Дурмоторс има дозволи за вршење на превоз на патници на две линии, Гостевар Скопје на таа релација со повеќе времиња на поаѓање во текот на денот на тие две линии. Покрај почетната и крајната станица Гостевар, односно Скопје, одобрени му се уште две постојки. Тоа е Соборен храм и СП Маркет во Ѓорче Петров. Другите станици кои што ги спомна вашата колешка не му се одобрени во возниот ред, што значи немал право да застанува и да зема патници. Значи произволно тука слушнавме за и Народна банка, практично и според жртвите излегува дека застанувал како по потреба на автобус патниците. на градски сообраќај без да има дозвола. Тоа се случува веројатно и со сите. Дали полицијата ги контролира и тие или тоа е во министерството? Да се вмешам и да кажам дека е тоа повеќе во надлежност на државниот Министерството, инспекторат на транспорт, меѓутоа верувам дека можно е да има. Пријави веројатно Да, заедничките акции верувам дека ги имате, ги спроведувате со инспекторатот на транспорт. транспорт. Минатата година 2 или 3 акции. И тука можам да кажам дека полицијата има ингеренции над возило што врши јавен превоз ако застане надвор од автобуско стојалиште. Да. Малце можеби дискутабилно. Вие немате увид колку има, добро. Немаме увид Дурмотурс. Кои му се одобрени станици, немаат увид, да. Пропратни станици. Додека државниот инспекторат за транспорт ги има. Затоа ги правиме во координација со надлежниот транспорт, каде што во тој случај полицијата врши асистенција, го запира превозното средство и превзема надлежниот инспектор. Јас колку што знам, казните се ригорозни. Надвор од стојалиште, кога ќе застане автобус, дали од ЈСП, дали од друго предпријатие, има друга казна согласно Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата. Имаме такви осу во поблиско време. Во ова минатата година, да. Кога полицијата ќе открие века и неисправни, тоа е многу посериозен прекршок од овој незастанување, макар што и тоа е загрозување на сообраќајот. На некој начин, да. Дали ги отстранувате возилата со неисправни сопирачки, технички преглед? Што се случува со овие? Од страна на полицијата се издава наредба, писмена наредба на возачот, се упатува на вореден технички, тоа е вореден, значи покрај редовниот што е должни на 6 месеци да го извршуваат, полицијата има законски овластувања да врши вореден технички преглед и да го упати во станица за технички преглед, каде што од страна на стручни лица и соодветна техника се утврдува неисправноста, односно исправноста на
возилото, потоа возилото му се одзима сообраќајната дозвола со потврда, регистарските таблици и се исклучува од сообраќај. Но има, да. Од страна на станица за технички преглед ние добиваме потврда дека лицето го отстранило дефектот. Ние во неколку наврати, дури и тогаш кога ќе се посомневаме дека е тоа веродостоен, печатот е веродостоен, меѓутоа дали стварно се упатил на технички и дали реално го отстранил дефектот, го упатуваме на технички за да се увериме лично и непосредно. Но по улиците и во Скопје гледаме многу не автобуси, минибуси, комбиња, кои веројатно се и диви превозници. Како тоа, што тука прави полицијата? Пак ќе кажам, полицијата има овластување да врши контрола и регулирање на сообраќајот. Околу дивите таксисти имаме најмалку 2 пати неделно со инспектори од град Скопје и мислам дека и на тој план сме успешни. И има се уште, ги откриваме. Мислите дека е намале бројот на диви превозници? Намале не, затоа што казната е ригорозна, возилото се одзима и се предава на агенција за одземен имот, каде што од страна на судот некогаш и трајно се одзима возилото. Меѓутоа, пак ќе кажам, ние вршиме контрола. Дали е див таксист, дали е див автопревозник, утврдуваат други институции од останатите министерства, нормално во соработка со нас, со наша асистенција. Овие диви превозници, веројатно Елена и може повеќе да ни каже, вие сте во град Скопје, но имате увид, често пати оправдувањето е дека меѓу некои населени места нема друг превоз? Дека има, дали има толеранција од полицијата? Наше овластување да констатираме прекршок во областа на сообраќајот. Доколку ние со факт се убедиме дека навистина е див таксист, за див таксист да докажеме дека треба да има инспектор надлежен од превозот, од сообраќајот. Или опрем таксиметар, или некој од патниците да признае дека тој див таксист врши превоз за пари. И тоа малку е тоа. Има и казна парична луз која изрекува полицијата или? Полицијата не, предпоставувам инспекторите за див таксист. Како се бори Министерството и инспекторатот против дивите? Министерството се бори со воведување и донесување на добра регулатива. Тоа е надлежноста, додека инспекторатот се бори со дивите превозници на терен. Меѓутоа морам да кажам дека тоа е многу тешко. Зошто? Како што каже и колегата, прво е многу тешко да се докаже дека станува збор за див превоз. За да се докаже нештото, треба да се фатат елементите кои што се на превозот. Односно дека одредено лице, најчесто станува збор за физичко лице, има купено возило со 6+1 седиште, 7+1 седиште, 8+1 седиште. Патниците кои што се возат најчесто не се во роднински врски, значи не станува збор за семејно патување, упатување од, не знам, од Битола во Скопје по повод некој за семеен, и дека се наплатува услугата. Тоа се елементи кои што се тешки за докажување. Посебно елементот за воспоставување на така наречена дива линија. Односно дека ова лице со возилото, физичкото лице, секој ден поаѓа од Битола во 7 часот и одредена група на патници ги носи во Скопје во 8:30 кога треба да почне работното време, најчесто на или да се отиде на клинички центар. Без разлика. Многу е тешко. Од друга страна, ниту едно семејство, предпоставувам, не би вложило во возило со 6+1, 7+1 или 8+1 седиште за сопствени потреби, за лично сопствени потреби. Кога имаме станува збор за правно лице, кое што не се стекнало со лиценца, а врши превоз на патници на диво, може би да речеме дека е малце полесно. Меѓутоа, кога имаме физичко лице, а во најголем број на случаите се физички лица кои што вршат ваков превоз,
е тешко да се докаже. Значи, доколку патниците не изјават своеволно, после тој предмет, значи може да се констатира, се прави записник, инспекторот за патен сообраќај. Значи исклучиво инспекторот за патен сообраќај не може униформиран полициски службеник може да изрече решение кое што после тоа се проследува во суд. И сега, најголем дел од случаевите, од моментот кога е направен прекршокот и истиот е констатиран до моментот кога е дојдено до судското рочиште, се случуваат и промена во изјавите. Господине Јушевски, како овие возила влегуваат во државата? Мислам дека се увезуваат, не може да... Значи, дивите превозници остануваат затоа што без соработка со патниците, сите се возат приватно и инспекцијата и полицијата не можат да се врзани рацете на некој начин, да. Во делот на постапката на увоз на возилата, тука не би се сомневал во непочитување на одредени процедури, но еве да кажеме, значи, овие автобуси имат предвиден век за работа, значи предвиден век, зборувам за работа, тие можат и повеќе од 8 до 10 години во зависност од видот за превоз. Пример, во автобусите во јавен градски превоз, 8 години, останатите 10 години. Пред малку споменавте конкретниот автобус е 18 години. Ако направиме анализа на целиот автобуски парк, ќе видите дека сигурно тој над 15 години. Значи, нешто што е предвидено да се експлоатира 10 години, значи, кај нас апсолутно не важи, под некој закрила на ајде социјална држава ќе дозволим и така натаму. Можеби тука треба да се размислува во иднина за по-сериозни критериуми во делот на кој се може да се стекне со лиценца за превоз од аспект на возниот парк. Исто така, пак ќе кажам, не е само возилото, треба и од аспект на возачите. Моментално возачите се стекнуваат оние кои што вршат меѓународен сообраќај, сертификат за возач во меѓународен сообраќај, претходно одат на одредена обука, полагаат и така натаму. Тука треба да се види можеби поголема контрола во тој дел. Господинот од МВР исто така истакна дека голем дел од возилата им се технички неисправни, односно кога тие ќе упатат одредено возило, а имат тоа право да го направат на вонреден технички преглед, често пати ќе се сложи со мене дека утврдуваат одредени аномалии кај возилото. Јас го поставувам обратно прашањето. Како е возможно возило кое што излегло пред 10-15 дена од станица за технички преглед, на редовен технички преглед, после 15-20 дена да покаже аномалија во одредени круцијални системи? Значи, како може тоа да се случи? Тоа повторно отвора проблем. Значи, треба посериозна инспекција и на станиците кои што вршат технички преглед. Затоа тоа е систем. Станиците посериозна инспекција на возилата. Ме разбирате? Тоа е систем на сврзани садови. Кој ги контролира? Тоа е во надлежност на Министерството за внатрешни работи. Да, и јас не се сомневам дека тие прават контроли затоа што станиците за технички преглед мора да имаат и видео снимен материјал како се обавува за секое возило, прават тие. Но јас не зборувам дека тие не си ја вршат својата работа, туку треба посериозна инспекција во тој дел. Ме разбирате? Значи, недозволиво е возило кое што поминало пред 15 дена на технички преглед, после 15 така апсолутно. И тоа прикажано, на пример, не знам, на вонреден технички преглед. Затоа викам, треба да се работи системски. Значи, не можеме да ја префрлиме одговорноста само на една алка во системот. Да, но се обидуваме да лоцираме сите илустративно да прикажам како зависи од сите, од повеќе чинители. Значи, не зависи, сега ќе го впериме прстот во МВР. Тие имат тука единствени надлежни. Не е точно. Значи, јас не сакам да брам. Ние сме од друга институција, сосема спротивно од нивната страна, каде што ние делуваме во делот на активно превентивно дејствување. Значи. Ама и тука состојбата е ниска. Да, реколте свеста е ниска, тоа се уверуваме секој ден на улиците. Значи, треба сите да се лими целонај систем алка по алка да профункционира. Ќе кажам само една информација. Значи, направивме 2 стратегии за безбедност во Република Македонија, последната 2015-2020, јасно во таа стратегија се предвидени преку 20 субјекти кои што имаат на некаков начин доперни точки со безбедноста, значи некај сите исто, рангирано со звездички, и сите тие имаат одредени обврски да направат акцијски план на годишно ниво, како би се оствариле целите од втората национална стратегија, да го постигнеме просекот на жртви
на 100.000 жители, но не европскиот. Но, ајде сега да поставиме прашање, хипотетичко прашање, дали сите институции кои што се опфатени со националната стратегија, одговараат на обврските и на барањата кои што треба да ги исполнат. Дали сите тие направиле акцијски план кој што има, значи, мерки, активности кои што треба да ги преземат? Да, точно. Тоа да си поставиме. Јас не сакам сега да инсинуирам. Јас не сакам, само поставувам хипотетичко прашање. Затоа викам систем. Не може само Министерство за внатрешни работи, не може само Министерство, не знам, за образование, за социјална, не знам, Министерство за заштита. Ајде да си поставиме прашање, колку од учесниците во сообраќајна незгода добиваат помош на лице место од медицински лица или колку од лицата кои што ќе настрадат во сообраќајна незгода во прв час, некоја европска норма можам да кажам, мада тој златен час сега оди во платиниумски минути, значи во минути се цени во европски рамки, добиваат во соодветна институција. Да поставиме прашање, човек кој што направил незгода, не знам, во Радовиш, кога добил соодветна медицинска помош во клиничка болница во Штип. Ме разберете колку време поминало за да добие одредена помош. Да видиме колку животи можеле да се спасат од навремено донесување во соодветна медицинска установа. Затоа викам, не може никој да се амнестира кога зборуваме за посебно за вакви сообраќајни незгоди. Во сообраќајната несреќа синоќа имаше брза реакција, ама тоа веројатно се должи дека е близу Скопје. Не зборував за ова сообраќајна незгода и дај Боже секој да го намалиме, но дајте да направиме истражување, анализи, да видиме како ни се однесува. Јас сега не го вперувам прстот во здравство, значи луѓето тука кажа докторот, значи работат во 2 смени со засилени и така натаму, дават напори да ги спасат оние кои што останаа, значи се во критична состојба. Но сакав да кажам дека е систем. Како ние што следиме тука сега, значи да, но нема систем, не значи дека е па тука е проблемот. Тука е проблемот, што системот не функционира како систем. Ме разбирате тука како подредени. Да се вратиме кај техничките прегледи, велите ги контролирате, но можни ли се таму контрола и надзор врши СВР Скопје, полицијата има 30 станици за технички преглед и можам да кажам дека минатата година неколку се затворени од разни причини, не соодветно работени. За Скопје зборам. Да. Цело време и овие бројки се за Скопје. Да потсетиме за надзор и контрола врши полицијата и може во утрешниот ден да ви дадам прецизни податоци, не ги понесов сега за техничките прегледи, каде што се согласувам, јас и претходно кажав, кога ќе сме се посомневале дека возачот бил на технички, го отстранил дефектот, односно неисправноста, ние сме оделе со проверка. За жал не сме верувале на одреден технички и ние сме правиле повторна проверка да видиме дали тогаш следува затварање. Тоа е многу лесно, има видеонадзор, должни се ги чуваат видеозаписите, казните се ригорозни и следува затварање на таа станица за технички преглед. Да, но сепак има злоупотреби, очигледно и веројатно некои од превозниците од јавниот превоз. Најверојатно да. Пред да продолжиме, мојата колешка Сонја Николовска направи хронолошки осврт на сообраќајните несреќи во Македонија со трагичен крај. Во најголем дел од нив причина е човечкиот фактор. Секои 24 секунди во светот згаснува еден човечки живот во сообраќајна несреќа. Тоа е прва причина за смртта на младите на возраст од 5 до 29 години. Во Македонија секоја година гинат 150 до 160 лица. Најчеста причина е човечкиот фактор, односно неприлагодена брзина, возење под дејство на алкохол, непочитување на правецот на движење или непрописно пристигнување. Сообраќајните несреќи со автобуси вообичаено повлекуваат повеќе жртви и повредени. Само пред месец и половина на пат кон Виена кај Лесковац се преврте автобус на струшката компанија Евробус. Загинаа 4 лица, а 30 беа повредени. Патот бил завеан и подмрзнат, а возачот возел брзо. Во август 2017 еден автобус не успеа да ги врати од одмор на Халкидики своите 44 патници. Се преврте на автопатот Велес Скопје. Половина од патниците беа повредени, една жена почина, а на 9 годишно девојче му беше ампутирана раката.
Автомобилски несреќи се случуваат уште почесто. Речиси секоја недела има трагедии на патиштата, но и во Скопје. Во октомври 2013 5 млади на возраст од 27 или 28 години на Јужен булевар во близина Рампа му платија данок на алкохолот и брзината. Во историјата на несреќите сепак водат авионските. Во 93 година ги имаше дури 2 во период од 8 месеци. Во март на полетување од Скопскиот аеродром се урна Фокер на компанијата Палер. Загина 86 од 97 патници, бидејќи крилата на воздухопловот не биле одмрзнати. Во ноември, Јак 42Д на авио Импекс удри во Тројан планина близу Охридскиот аеродром. При враќање од Женева го заобиколиле Скопскиот аеродром заради невреме. Загинаа 115 лица, а преживеа само 1. На враќање од мировна мисија во Босна и Херцеговина во јануари 2008 загинаа 11 припадници на армијата. Хеликоптерот што ги превезуваше се урна во местноста Катлановско блаце. Во езерскиот сообраќај најголемата бродска трагедија се случи во септември 2009. При мирно и топло време се удавија 15 бугарски туристи, дел од групата од 57 туристи на претоварениот Илинден. 23 годишниот капетан одлежа 1 година затвор, со сведочење да ga направил се за да ја ублажи трагедијата. Списокот на несреќи нема да биде цел ако не се споменат омилени и значајни личности кои заминале ненадејно. Председателот Борис Трајковски и 8 соработници во 2004 настрадаа во Кингерот што се урна кај Мостар. Возилото со кое во јануари 2007 мегазвездата Тоше Пројски одеше да снима спот во Хрватска удри во камион кај Нова Градишка. Во март 2013 на асфалтот згасна и животот на новинарот Никола Младенов на клучката кај Хиподром. А далечната 83-та, популарната пејачка Сашка Петковска, тројца од групата Авона и 5 војни лица починаа откако автобусот што ги водеше на концерт во Свети Николе изгуби контрола и се преврте на лизгавиот пат. Да, црна една хронологија на несреќи, сообраќајни несреќи во Македонија. Додека го гледаме прилогот на Сонја Николовска, Јошевски споминавте, вие сте вештачеле дел од овие сообраќајни несреќи, го споминавте кај Ласкарци автобусот кој се... Не, тоа беше сообраќајната незгода на автопатот Велес Скопје, кај наплатна рампата Мотовица, каде што едно лице мислам дека имаше загинато и неколку други се здобија со тешки телесни повреди. Во однос на таа сообраќајна незгода, би рекол, можеби среќна околност беше тоа што исто така автобусот го напушти коловозот од автопатот, но можеби топографијата на самиот терен оневозможи да дојде до сериозна ротација околу надолжна или напречна уска на автобусот, па да не се преврте туку апсолутно само на страна се врати, така да и тоа беше можеби среќната околност во таа незгода. Ваквите сообраќајни незгоди, посебно каде што имаме масовен превоз на патници со автобуси, се многу ризични и посебно при излетувања значи да завршат со голем број на жртви. Затоа кажав, значи во делот на патот мора да се внимава и на на елементите за пасивна безбедност. Малку ми е симптоматично ова сообраќајна незгода, бидејќи првичните согледувања што ги гледав се работи за рушење на средишни одбојни огради кои што ги делат двете коловозни ленти на автопатот и уште една странична коловозна лента, па жичена ограда и излетување надвор преку регионален пат од другата страна завршување. Пак ќе кажам, значи, пробивање на тие одбојни огради, јас не сум експерт, значи кои стандарди треба да ги задоволуваат одбојните огради на автопат, ме разбирате, но верувајте, малку побудува сумнеш како е тоа дозволено. Значи тоа се системи за веќе откако ќе се случи сообраќајна незгода да последиците се намалат, ме разбирате. И тука малце ми е тој дел симптоматичен во другата страна и среќна околност можам да споменам бидејќи немало во тој момент други учесници во сообраќајот по регионалниот пат Тетово Скопје, значи кој што поминува каде што исто така автобусот го поминал. Гледано тежински, она што можеме да го видиме од фотографите, факт е дека тука веќе дошло до сложено движење со транслација и ротација на автобусот од моментот на напуштање до конечна позиција. И она што можам да го забележам е фактот дека задниот дел од автобусот е значително посериозно оштетен.
Тоа е нормално, бидејќи при таа ротација задниот дел повлекол заради тежина мотори така натаму на таа страна, а поголема шанса да преживеат имале патниците кои што биле во предниот дел од автобусот, од она што можев првично да го видам. Инаку, еве го гледаме фотографијата, значи не можам да видам оштетување на пневматик, спомена некој тука спекулации, значи во текот на медиумите дека бил пневматик. Понатаму, дали се работи за некоја спона, откачување така натаму, гледам дека сите тркала се во добро, без свртени, без изместени така натаму, но затоа кажав на почеток, дајте да оставиме истрагата, значи експерти од областа на машинството ќе си направат анализа, инспекција на целиот автобус, ќе ги анализираат сите системи, ќе видиме, ќе утврдиме дали се работи за одредена техничка аномалија на возилото на автобусот, која што би резултирала со губење на контролата. Понатаму ќе се направи анализа и сообраќајно претпоставувам вештачење кој што ќе ги утврди причините како се случила, текот, динамиката на случување на незгодата, брзината и така натаму, и после тоа дури ќе можеме, значи, да се излези со некои официјални резултати зошто се случила ова конкретна сообраќајна незгода, а инаку повторно можеби ова нека ни биде поттик да видиме кои се следните чекори кои што треба да ги преземеме како општество, како држава, во која насока ќе работиме. Вие споменавте дека во овие сообраќајни несреќи кои сте ги вештачале, човечкиот фактор видите, премор и јас сум еден од луѓето кои што инсистират никогаш да не се вперува човечки фактор. Сообраќајните незгоди, безбедноста, тие секогаш се случуваат заради испреплетување на повеќе фактори. Дали фактор човек со фактор возило, фактор човек, фактор пат. Видите, ќе земиме пијан возач, но тој ќе излета, знаете каде, кај првата кривина, кај првото покритично место, ме разбирате? Значи мора да има испреплетеност. Ќе се случи незгода, ние често пати ако го анализираме извештајот на Министерството за внатрешни работи, 95% од сообраќајните незгоди ни се припишуваат на човечки фактор. 4% некаде се на факторот пат и 1% возило. Значи горе-долу се, не ме држете за збор, тие се процентите годишни што можеме да ги видиме од извештаите. Сега, си поставуваме ајде едно прашање. Ако тие причини за сообраќајни незгоди во една Германија фактор пат се наметнува до 30-40%, зарем патиштата во Република Македонија се толку подобри од патиштата во една Германија? Или возниот парк, каде што возилата можат да постигнат и 20-30% за учество на сообраќајна незгода, а во Македонија со толку низок процент. Дали е тоа кај нас одраз? Затоа викам, сите овие резултати кога треба да излечиме за одредена сообраќајна незгода, кои се причини, дали чисто е само човекот тука или има одредени други моменти, треба да направиме поширока анализа, поголема анализа. Да. Но факт е дека круцијалниот фактор, значи доминантниот фактор да се случи сообраќајна незгода е одредена грешка на или некоректно постапување во одредена аномалија од страна на возач. И затоа се припишува како човечки фактор. Спомнавте вие кај професионализмот на возачите, како тука се... Да, еден од критериумите за добивање на лиценца е професионалната компетентност како на возачите, така и на управителите. Значи 4 критериуми се кои што се клучни, да ги речеме, за стекнување на едно правно лице да биде превозник. Овие критериуми нас не се усогласени во нашето национално законодавство, се усогласени со директивите на Европската унија. Станува збор за критериумот основање на правно лице во државата која што издава лиценцата, потоа поседување на возила кои што се технички исправни согласно пропишаните потребни критериуми, финансиската стабилност на превозникот и добриот углед на превозникот. Тоа значи, овие последни два критериуми значат дека одредено правно лице за да може да биде превозник би требало да поседува одреден капитални резерви во портфолиото на својата фирма, поточно 9.000 евра за секое прво возило и 5.000 евра капитални резерви за секое наредно возило. Исто така се ова критериуми утврдени во европски директиви. И добриот углед значи дека правниот субјект, превозникот и управителот на превозникот не треба да поседуваат, да имаат изречени прекршочни мерки забрана за вршење на дејност или пак да бидат осудени со кривична пресуда од областа на безбедноста на сообраќајот, јавниот долг, тешки кривични дела, трговија со луѓе и така натаму. Тука да ве прекинам, се сетив на ова податоците што господин Трајковски кажа и со сите овие европски стандарди и критериуми кои излегуваат дека ги почитуваат превозниците, полицијата открива возачи кои немаат соодветна возачка
категорија за управување со... Значи, еден од критериумите за добивање на сертификат за професионална компетентност на возачот е претходно возачот да поседува возачка дозвола со положена C, C1, C+1, D, E категорија. Значи, претходно треба он да биде обучен и да има положено за управување со автобус или со товарно моторно возило. Понатаму има дополнителни обуки кои што се прават во врска кои што се однесуваат конкретно на превозот на патници и превозот на стока, се полага испит и се издава овој сертификат за професионална компетентност. Претходно колегата напомена за одредено време на возење кој што треба да го почитуваат возачите и факторот на замор како еден од факторите при случување на сообраќајни незгоди. Значи, исто така во надлежност на Министерството за транспорт е донесување на законот за работното време на мобилните работници. Сега работното време ги опфаќа општо земено работното време на возачите, на мобилните работници, времето на управување со возило, дневните и неделните одмори и паузите. Да, Јушевски ни кажа. Веќе и паузите јас најдов во законот дека треба 5 часа возење, 45 минути да се прави пауза. 4,5 часа па 45 минути кои што може да се поделат. Како тоа се контролира? Кој го контролира? Ке го прашате дали не, има начин да се исконтролира? Не, постојат во овој закон за работно време, постојат уреди, тахографи се викаат, кои што се вградуваат во возилото, односно секое возило е произведено со тие тахографи. И сите овие превозници мора да ги имаат, согласно законот све што е прв пат регистрирано во Република Македонија, почнувајќи од 15 јуни 2011 година, мора да се потсетам малце на датумот, мора да има дигитален тахограф. За сите возила претходно регистрирани во Република Македонија, истите мора да поседуваат аналоген тахограф. Значи, ова е една нова серија, нова генерација на тахографи, дигиталниот тахограф во однос на претходно постоечките аналогни тахографи. Понатаму, Министерството за транспорт и врски има овластено правен субјект кој што издава тахографски картички. Тие тахографски картички се однесуваат како за возачите, така и за работилниците кои што ги сервисираат овие тахографи што се наоѓаат во возилото, на контролните органи и на превозниците. Дали затекнувате и казнувате возачи кои се заморени, бидејќи ако тахографот кажува? Ако тврдиме со аналогниот тахограф, кој е почест кај нас и државата. Во внатрешниот превоз е аналогниот, во меѓународниот превоз веќе е дигиталниот тахограф. За меѓународниот веќе е друга тема и сакам да потенцирам, за да им биде и појасно на гледачите. Овие 37 мерки со несоодветна категорија се безмалку сите на градски превоз, односно при градските населби. Значи, скопскиот превоз не се работи за приватните превозници во Скопје. Не се работи за правни лица што вршат меѓуградски. Нормално ЈСП не е, меѓутоа не е ни меѓуградски превоз, туку се приватни превозници, правни лица кои што вршат превоз во руралните средини на град Скопје. Од тука си овие 37 мерки. Кај нив имаме многу нарушувања, таму сигурно и меѓутоа работиме, ги санкционираме, на добар дел на сите, се надевам, им стигнуваат многу брзо казните. Ќе продолжиме со активности и ќе превземаме мерки, ќе бидеме уште по-ригорозни. Во овој студио, градоначалникот Шилигов пред неколку месеци го прашав зошто тие автобуси кои со голо око се гледа дека се несоодветни, дека не ги исполнуваат ниту најосновните услови за јавен превоз, се уште возат низ градов и неговиот одговор е дека има договор кој тие не можат да го прекинат, така да ќе си останат да сообраќаат. Не сум ја слушнала изјавата, значи ние ги упатуваме на вореден технички, сите и ги отстранувате и нормално, независно во чија собственост. Сите без исклучок. Би сакала да укажам, тоа ми беше и целта всушност, дека на хартија во однос на сите предуслови за да може да се спроведе, да се врши еден безбеден превоз, еден безбеден сообраќај да се одвива на територијата на Република Македонија. Предусловите се сите исполнети. Меѓутоа колегата многу убаво кажа.
Треба да поработиме малци на свесност. Да, и вие кажавте на хартија, да. На хартија ние дека повеќе енергија се троши како да се за внатрешни работи, со да. Министерството за економија, пошто бидејќи транспортната политика е еден комплексен поем кој што опфаќа надлежности од овие три институции дефинитивно. Значи јас знам дека колегите од Министерството за внатрешни работи си ја работат работата и целосно ги усогласуваат законодавството. Исто така и во делот на Министерството за економија, во делот на законот за возила. Сега знаеме исто така дека има на ниво на Европска унија еден мобилити пакет го викаат, каде што сите овие закони, регулативи и директиви што се однесуваат на европскиот пазар, кои што се однесуваат на транспортот, се предмет на ревидирање и ќе започнат да функционираат и да бидат во важност од јуни 2019. Во одреден дел тие ќе бидат заострување на критериумите, во одреден дел ќе бидат олабавување на критериумите. Значи транспортната политика и безбедноста не е веќе еднаш нешто во сме го донели и сме завршиле. Вие се применуваат од јуни годинава и во веру, нема да се применуваат по дефолт во нашата држава, затоа што ние треба да го согласиме на националното законодавство, меѓутоа ние ќе започнеме да работиме на тоа и ќе го превземеме тој чекор за да ги поставиме новите критериуми посигурни и побезбедни. Меѓутоа се додека го немаме вториот момент, учесниците во пазар, во сообраќајот, дали се превозници, дали се возачи, дали се патници, сите треба да го имаат моментот на свесност. Дали засилени полициски контроли се решение за да се спречат многу неправилности? Како што кажа Јошевски, покрај засилените контроли, контрола, надзор, превентивно делување, ние имаме и оделение за превенција при секторот за внатрешни работи, каде што има неделно сообраќајна поука по конкретни прекршоци, каде што наместо казна му упатуваме покана да дојде возачот, учесникот во сообраќај, да слуша предавање. Да слуша предавање и на тој начин, ако дојде на предавањето, му се сторнира казната. Ја мислам дека влијае и тоа многу. Позејќи по улиците ни Скопје, не сум уверена дека многу влијае. Дали би влијаело да се зголемат казните за сообраќајни прекршоци? Казните се големи, според граѓаните, според вас. Според тоа колку ги прават и натаму превентивно. Да. Не е само казната. Дека не е во тоа. Не е само казната. Јас се согласувам. Очигледно е дека треба нешто повеќе да се работи. Треба да се вклучат и други институции. Полицијата својата работа си ја врши, го спроведува законот, постапува под казнените одредби кои што се, превенира, укажува, да, тука не би апелира, можело да биде решението. Да, само една паралела, мислам, би било во контекст на ова што го зборуваше господинот, значи дали казните влијат? Секако дека влијат, но тие не се најбитниот елемент во делот на подигнување на свеста. Еве ќе кажам примера, мислам дека ќе се согласи господин. На пример, ние од оние податоци што ги имавме за минатата година во СВР Битола, зголемен број на изречени прекршоци. Значи зголемена контроли, зголемени значи контроли. Дали се акцијски, редовни и така натаму, зголемени. А бројот на сообраќајни незгоди расте. Значи тие се повеќе на терен, повеќе казнуваат, повеќе изречени казни, а ваму бројот на сообраќајни незгоди се расте. Значи не може да се повлечи паралелно. Она што го кажува господин делот на превенција, јас се согласувам дека многу повеќе влијае превентивно некое нивно предавање која ќе го викнат учесникот кој што направил прекршок, отколку пример за неносење на заштитна кацига, отколку да му изречат еднократна казна. Ние како Републички совет во еден период заговаравме, значи идеја, значи како идеја, оние учесници кои што прекршуваат одредени правила, да отидат во болниците, да волонтира, да ги види настраданите од сообраќајни незгоди, да ги види последиците од сообраќајните незгоди, да ги види последиците од неодговорното однесување. Малтене да биде 1, 2, 3 дена таму. Значи како поука за она што може да се случи од некое непочитување, да речам, на одредени правила и прописи. Каде вие би направиле веднаш промена за да се подобриме состојбата, да се задржиме на превозниците на јавниот превоз и меѓуградскиот и градскиот за да биде побезбедна? Каде вие би интервенирале? Да, не може би промена, но каде би се делувало? Може би повеќе треба да се делува во инспекциите, во контролите.
Зошто ќе кажам? Инспекциите на Министерството? Не само Министерството, значи сите чинители кои што имаат надлежност. Сега, зошто тоа го зборам? Например, и ќе следи прашањето што понатаму и како да се подобрува безбедноста. Ние во Република Македонија имаме неколку стратегии, одредени тела, координативно тело на влада на Република Македонија беше формирано за унапредување на безбедноста. Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Но треба да сватат и граѓаните. Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата е советодавно тело на собранието на Република Македонија. Нема извршна моќ. Идејата која што минатата година е отпочна Министерството за транспорт и врски за формирање на одредено тело кој што ќе има екзекутивна моќ, а тоа е Агенцијата за безбедност на сообраќајот на патиштата по препорака на експерти ангажирани од Светска банка, мислам дека ќе биде телото кое што ќе има надлежност на сите овие институции кои што на било каков начин се поврзани со безбедноста. Било да се работи за автошколи. Кого ќе обединува таа агенција? Таа агенција значи ќе биде како независно тело во рамките на Министерството за транспорт и врски, но ќе има силна моќ, ќе бидат префрлени одредени ингеренции од Министерство за транспорт и врски, од инспекторат и така натаму во нивна надлежност. Тоа значи ќе имат надлежност и над автошколи, и над овие станици за технички преглед и така натаму. Значи на сите оние кои што и на превозниците кои што вршат градски превоз и така натаму. Значи тука ќе имат контрола, ќе може да влезе слободно и да направи инспекција да види дали нешто затајува во системот. Но има право да изрекуваат казни, да ги повика. Тоа е нивната надлежност, затоа викам ќе има извршна моќ тоа тело. И таа идејата, но јас апелирам тоа тело што поскоро, час поскоро да започне со функционирање. Има одредени, не знам дали се работи за застој, но треба да почне што поскоро. Зошто? Во делот на извршената моќ ќе има тоа тело, а од другата страна Републички совет како тело кој што ќе ги работи кампањите, превентивното действување заедно со Министерство за внатрешни работи, ќе се направи еден добар систем каде што ќе има задача да го смали бројот на сообраќајни незгоди, бројот на жртви во сообраќајни. Значи, тоа тело ќе има задача да испорача резултати. Било кој оној што ќе дојде да раководи со тоа тело, тој ќе има мандат од одреден период, но ќе има задача да испорача резултати. Тој ќе мора да креира одредена политика. Значи, многу е тешко, не постои магично стапче како да го решиме проблемот со безбедност. Значи, нема такво нешто. И секој што би се дрзнал да зборува не може да биде во право. Зошто? Затоа што промена на свест, на јавна свест, не се менува преку ноќ, не се менува со поставање на такво тело или не знам што. Тоа е процес кој што треба да се спушти од најниска возраст, уште од градинките, предучилишните установи. Ние пред неколку години како Републички совет ја отворивме идејата за во основното образование, во формалниот систем, да се засили сообраќајното образование. Значи, нашите деца учат за низ за активности, не знам, техничко образование и други работи, а делот на сообраќајот се изучува со многу мал фонд на часови. Можете ли накратко да ми кажете на што се должи сообраќајната култура кај западните земји? Како стигнале до тој степен? Преку поголеми инспекции, ригорозни? Исто така проблемот на промена на културата кај населението е комплексен. Значи, ако ја гледате одразот што нас ни се случува во сообраќајот, тоа ни се случува во државата. Ако ние имаме хаотичност во сообраќајот, тоа ни е таков ни одразот за целото општество. Навиките за правилно однесување кај децата се градат од 7 до 14 години, а тие навики најчесто ги градат од своите родители. Замислете, возач вози, таткото без врзан со појас разговара на мобилен, очекувате неговото дете да биде нешто друго од таткото, па тоа е копија на неговиот родител. Неговите навики така ќе се родат. Ние мора да создадеме систем кој што ќе продуцира општествено одговорни возачи. Индивидуалната одговорност на секој од нас да се подигне на високо ниво. И токму тука нашите активности како Републички совет се тука насочени, во тој дел. Сакаме да допреме до сегого. Па ние дури имавме пред 2016 чинам година и работилница со професионалните возачи. Значи возење под одвлечено внимание, замор и така натаму ги третиравме со нашите партнери, професионалните возачи. На што треба да управителите, собствениците, на што треба да обрнат внимание со своите возачи? Каде треба да се работи? За да не ни се случат вакви сообраќајни незгоди како што се случува последна трагедија. И господја Ангеловска Атанасовска, агенцијата може да биде решение која спомена Јушевски или дали може да
има измени или заострување по издавањето на лиценците за транспортерите или тука не е проблем? Вака сега, значи, ние Ова Министерството ве за прашувам транспорт... од и пред малку споменав, Јошевски рече дека староста на возилото треба да биде 10 години. Не, тоа е предвиден век. Кај нас и за патничките возила имаме предвиден век од 10 па се може и 15 и 20 години не е проблем да добие лиценца. Вие рековте Не Евро... само кај нас. Јас 3. би напоменала дека од моето досегашно искуство што го имам во размена на искуства и стручна соработка со останатите држави, како во регионот, така и пошироко во Европа, меѓутоа да напоменам, во однос на вршењето на превозот нема ограничувања кои што се однесува на евростандардот. Од друга страна сме многу запознаени дека имаме, да речеме, забрана за влез во одредени централни градски подрачја, во одредени градови во Европската унија. Меѓутоа, таа забрана се однесува на сите категории на возила и од гледна точка на емисија на гасови. Во врска со телото за безбедност и во националната транспортна стратегија 2018-2030, која што ја донесе Министерството и ја промовираше Министерството за транспорт и врски, истото тело е наведено и како една од целите и задачите, една од главните цели и задачи. Меѓутоа, оваа транспортна стратегија е толку комплексен документ, кој што е основот за развојот на транспортната политика во наредните 30 години, кој што опфаќа надлежност на повеќе институции. И она што цело време го зборуваме дека треба системско решение за подобрување на комплетната безбедност во патниот сообраќај во транспортот, од гледна точка на превозот, од гледна точка на безбедноста на сообраќајот, може да се, ако убаво земе да се прочита националната транспортна стратегија, ќе се види дека тоа е од сликата на реалната потреба, системско решение. Да, агенцијата е едно такво. Едно од тие решенија и, така. За крај, господин Трајковски, ќе се промени ли свеста на возачите? Што и да правите? Казни не помагаат, били да... Да се надеваме дека ќе се промени и да се надеваме дека ќе почнат да функционираат и овие одредени институции што треба да што ги најавивте. Поголема соработка со останатите министерства и апел до сите учесници да внимаваат и да не ни се повтори пак ваква трагедија. Да, никогаш повеќе. Ви благодарам на сите за учеството во вечерашната топ тема на ваша страна. Тука е крајот на емисијата. Останете со Телма, имајте убава вечер.